Додека Скопје се гуши, а процентот на PM10 штетните честички се сериозни предизвикувачи на болести кај граѓаните, скопскиот градоначалник со изјава која предизвика лавина реакции на социјалните мрежи. Индиции за криминал во Дрисла и сомнеш дека се гори радиоактивен отпад. Со ваква изјава излезе скопскиот градоначалник Петре Шилегов во интервју за TV24. Тој исто така побара и трпение од скопјани за да се превземе целосна анализа за состојбата во Дрисла, која во ваков случај представува сериозен загадувач на Скопје. Горењето на отпад, кое што е во горницата таму, не е само прашање на градот, бидејќи отпадот кој што таму се гори, бидејќи постојат шпекулации дека има радиоактивен отпад, е дел на анализа на повеќе институции во моментот во Република. Постојат шпекулации дека има радиоактивен отпад, дека се гори таму нешто и сега ние чекаме држава. Не, е дел на анализа на повеќе институции кои што паралелно работиме на проблемот и ќе искочиме со дефинитивен извештај. Има отидено некој таму? Има отидено некој таму, меѓутоа има нешто констатирано начално? Дури беше и финансовата полиција, ги чекам извештаите. Малку трпение замолувам за Дрисла, ќе има граѓаните бргу анализа. На оваа изјава од градоначалникот, реакција и од премиерот Зоран Заев. Ако има такви работи, веднаш ќе интервенираме. Јас знам дека градоначалникот на Скопје ги прави заедно со правните тимови сите анализи на договорот, правно-формалниот дел на договорот, кој што е должен да ме информира заради тоа што се работи за странска инвестиција во Република Македонија. Ние досега сме имале само информации повеќе преку медиумите, заради тоа што немавме увид во архивите на градот Скопје. После таа анализа ние ќе соопштиме на граѓаните правно-формалниот дел. Апсолутно не станува збор за никакви радиоактивности или недозволеви штетни работи кои што се однесуваат по штета на граѓаните. Апсолутно не. Од денеска пак се спроведува една од мерките за почист воздух во Скопје. Станува збор за забрана за движење на возила на патот до Средноводно. Најавената забрана од страна на град Скопје се спроведува од денеска 25 ноември и ќе важи исклучиво за време на викендите, сабота и недела и за време на државните празници. Според планот, оваа забрана ќе важи за еден правец, од клучката за Сопиште до Средноводно и од паркингот кај манастирот Свети Пантелеймон до Средноводно. Како што соопштува јавното сообраќајно предпријатие на нивната официјална Facebook страница, забраната нема да се однесува на автобусите на јавното сообраќајно предпријатие, возилата на полицијата, противпожарната бригада, итната медицинска помош, возилата на штабовите за итни интервенции, како и возилата со посебни одобренија. Со цел да им се излезе во пресрет на граѓаните што сакаат да се рекреираат на водно, градот Скопје воведува 2 нови пробни автобуски линии што ќе се обраќаат по принцип на шатл линии. Односно, автобусите ќе се полнат со патници на почетната станица и ќе возат без застанување до Средноводно. Станува збор за автобуските линии 25А и 25Б. Покрај двете нови пробни автобуски линии, граѓаните ќе можат непречено да ги користат и двете постојани автобуски линии 25 и 28. Воведувањето на забраната за движење на моторни возила на патот до Средноводно е дел од заложбите на град Скопје за почист воздух и поздрава животна средина.